Млади лица на возраст од 18 до 30 години од денеска посетуваат бесплатни обуки преку кои треба да ги подобрат бизнис вештините за да може да се вработат. Обуките се составени од теоретски и практичен дел, а ги организира Министерството за економија во соработка со приватниот сектор и универзитетите. Ова е веста на денот, а во приложение следуваат и останатите содржини во урбаните вести. Започна екстерното тестирање во Македонија. Конференција за управување со отпад. Започнаа денови на книгата во рамки на литературната манифестација Илинден 2013. Гостин во вестите градоначалникот на општина Илинден господинот Жика Стојановски. Базенот Младост со награда за енергетска ефикасност. 200.000 основци и средношколци, како и 15.000 професори од денеска па до 8 јуни ќе бидат подложени на екстерно тестирање, чија цел е да се оцени објективноста на професорите при оценувањето на учениците. Тестовите се полагаат компјутерски и на секое прашање учениците имаат понудени 4 опции за одговор. Оценките кои ќе ги добие ученикот од двата предмети ќе бидат впишани во свидетелството и ќе влијаат на вкупниот успех. Томислав Атанасовски. Од денеска па се до 8 јуни, 200.000 основци и средношколци и 15.000 професори ќе бидат подложени на екстерно тестирање, чија цел е да се оцени објективноста на професорите при пишувањето оценки на учениците. Според правилникот за спроведување на екстерното тестирање, наставниците кои предаваат од прво до трето одделение треба да имаат досие за ученикот со негови трудови, контролни тестови, писмени задачи, цртежи, за да ја покажат и докажат објективноста на оценката. Доказите како инструменти во екстерното оценување ќе важат и за вештините физичко, ликовно, музичко и техничко образование од 4 до 9 одделение и за практичните предмети за ученици во средното стручно образование. Олеснителна околност е што децата компјутерски ги полагаат тестовите и на секое прашање од вкупно 30 имаат понудени дури 4 опции на одговор. До крајот на тестот може да се навратат на некој одговор за да го поправат ако се премислат. Денеска е 27.5.2013 година, ден кога што за прв пат во нашата република се изведува екстерно тестирање. По два предмети се тестираат учениците и тоа по математика и по граѓанско образование. Во првата група ни беа учениците од 4-то, 5-то и 6-то одделение. На почетокот малку имавме некои мали технички проблеми што за брзо време беа решени и тоа си продолжи во најдобар ред. Во разговор со учениците кои што го завршија тестот, кажаа дека прашањата биле лесни. За 10-15 минути веќе неколку ученици беа тестови и излегоа од тестирањето, така да очекуваме дека и оцените што ќе ги добијат учениците од ова тестирање ќе бидат задоволителни. Ја ги тестирав предметите по математика. Сега чекаме на четврток за англиски. Па не баш лесни, ама може да се каже. Јас сум Елена Стојановска. Се тестирав по предметот математика. Лесни беа задачите, само со вежбање се постигнува и очекувам дека ќе добијам нешто петка. Се тестирав по математика. Лесни беа задачите, супер си поминав. Се надевам дека оценка петка ќе добијам. Министер за образование Панче Кралев ги повикува сите ученици што ќе бидат офатени со екстерното тестирање да ја искористат оваа можност за да го прикажат своето знаење стекнато во текот на учебната година. Оценките кои ќе ги добија ученикот од двата предмета ќе бидат впишани во свидетелството и ќе влијаат на вкупниот успех. Во свидетелството ќе стојат и оценките кои ученикот ги добил по тие предмети и од наставникот. Наставниците кај кои ќе има отстапувања меѓу оценката што ја дале и она од тестот ќе бидат советувани, а тие со големи отстапувања ќе добијат помала плата. Екстерно тестирање нема да полагаат матурантите затоа што ќе полагаат државна матура и учениците од прво, второ и трето одделение кои се оценуваат описно. Целта на денешната конференција во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање и Центарот за развој на Скопскиот плански регион беше размена на искуствата од областа на организацијата и управување со отпад и меѓуопштинска соработка со цел за јакнување на регионалната структура за управување со отпад. Андријана Димитриевска.
Во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање, заедно во соработка со владата на Кралството Холандија, денеска се одржа конференцијата на која беше презентирана размената на знаењата помеѓу холандскиот регион и македонските плански региони. На презентацијата присуствуваа гости од локалната самоуправа на Холандија, заменици градоначалници од Холандија и представници од регионалното комунално предпријатие ГАТ од Кралството Холандија, како и градоначалниците и директорите на јавните комунални предпријатија од Скопскиот плански регион. Размената на знаењата беа од областа на организацијата и управувањето со отпад и зајакнување на меѓуопштинската соработка, а со цел да се придонесе за натамошен развој на регионалната структура на управување со отпад. Холандија тие денеска ќе имат своје излагање и ќе ни изнесат одредени нивни искуства како се работи и управува со комуналниот отпад во Кралството Холандија. Секако ние ќе ги изнесеме и нашите искуства и нашите проблеми. Секако ќе бараме некоја заедничка основа за подигање на нивото на управувањето со комунален отпад во Република Македонија. Председателот на Скопскиот плански регион Сокол Митровски се надева дека собраните искуства и заемните посети кои ќе следат ќе можат успешно да се применуваат и да се дојде до одредена финансиска поддршка. Во овој момент работат сите заедно со една компанија за целиот регион. Во поглед имаат многу искуство и знаење и сакаат да го споделат тоа знаење и искуство со македонските региони. Не треба повеќе да зборуваме за отпадот, туку треба да зборуваме сега за ресурсите. Истрикни сме што сме тука и што ги делиме, ги споделуваме мисиите со македонците. Општина Газибаба во соработка со Сдруженијето за волонтерско, работно и едукативно ангажирање во сферата на екологијата Акцијаши, јавното предпријатие Водостопанство Скопско поле и јавното предпријатие Газибаба организираа заедничка акција за расчистување на каналот во Ченто и паркот Борис Трајковски. Градоначалникот Тони Трајковски се приклучи на учесниците во акцијата и им подели членски книжки, каде ќе се запишуваат сите активности кои ќе ги имаат волонтерите од Сдруженијето Акцијаши. Ваквиот начин на организирање со вклучување на општината, јавните предпријатија и невладиниот сектор се покажа како успешни и во иднина соработката ќе продолжи и во други локации во општината. За прв пат оваа година во рамки на литературната манифестација Илинден 2013 денеска беа отворени денови на книгата, кои ќе траат до 31 мај, на кои ќе бидат промовирани 12 наслови. За прв пат оваа година во Домот на култура Илинден се отворија денови на книга кои ќе траат од денеска до 31 мај, секој ден од 10 до 20 часот. Деновите на книга се организираат во рамки на литературната манифестација Илинден 2013, која се одржува 14-та година поред. Во деновите на книгата, каде се изложени околу 200 наслови, ќе биде промовирана книгата ВМРО 1893-1903, поглед низ документи, од професор доктор Ванчо Ѓоргиев, како и романот И планините од Декна на Халид Хусини. Халид е најчитаниот американски автор во светот кој е со афганистанско потекло и во моментов истовремено овој роман ја доживува својата светска промоција. Централниот дел на литературната манифестација Илинден 2013 оваа година ќе се одржи на 30 мај во четврток, каде учество ќе зема домашни и странски автори. Оваа манифестација се организира со цел да се запознае пошироката културна јавност со творештвото и постигнувањата на современата поезија. На овој начин се допринесува за развивање на културната свест кај младите во општина Илинден, но и на сите млади од сите други населени места кои учествуваат на оваа манифестација. Како што најавивме и на почетокот на вестите, гостин во денешното издание на Урбаните вести е градоначалникот на општина Илинден, господинот Жика Стојановски. Добре дојдовте во Урбаните вести. Добар ден, добре најдов. Општина Илинден започнува со подготовките околу манифестацијата, литературната манифестација Илинден 2013. Во Домот на култура денеска за прв пат беа отворени денови на книгата, кои што воедно се и новина во одржувањето на оваа традиционална 14-та поред литературна манифестација во Илинден. Ке може ли да ни кажете повеќе детали околу овие денови на книгата кои што се одржуваат во Илинден? Драго ми е што во текот на оваа недела ќе се одржуваат во општината Илинден, во Домот на култура, денови на книгата, 5 дена од денес понеделник до петок, во текот на целиот ден ќе биде отворен Домот на култура за сите посетители, за сите љубители на книгата. Има изложено нешто повеќе од 200 наслови, најнови хит
изданија, книги кои што убеден сум дека секој читател и љубител на книгата ќе може да најде нешто за себе. Целта е да ја приближиме книгата до сите корисници, од најмладите, од учениците, студентите, а се до највозрастните, да најдат многу близок пристап. Тоа ни е целта во општината Илинден. Со создадените услови, со изградба на Домот на култура, возможивме поблизок пристап кон сите љубители на книгата. Создадените услови го прават тоа. И би сакал да истакнам дека во текот на целава оваа недела може да се посети општинската библиотека, која што неодамна беше пуштена во функција. Во неа исто така има голем број на книги, има литература од стручна, белетристика и така натаму. Се она што би можело еден љубител и студент, граѓанин да најде, пред се да се стекне со нови знаења, а исто така и да се информира за новите трендови, движењето на новите трендови во литературата. Така, оваа манифестација Денови на книгата се одржува во пресред на главната манифестација, литературна манифестација Илинден 2013, која што оваа година се одржува по 14 пат и ќе се одржи во четврток на 30 мај. Како општината е подготвена за тој ден? Да, 14-та литературна манифестација Илинден 2013 година. Во текот на манифестацијата се наоѓа и централниот настан, тоа е во четврток. Ќе имаме промоција на најнови поетски книги од 10 млади автори. Значи, отстапуваме пред се простор на младата генерација македонски автори, за да можат да се промовира, да може да ги промовират најновите 10 изданија. Поетскиот митинг што носи име Ветерот донесе убаво време. Така. Промоцијата на најновите поетски книги од 10 млади автори, каде што промотор ќе биде професор доктор Кристина Николовска. На 30 мај во четврток во 20 часот во Домот на култура Илинден. Општина Илинден во изминатиот период, 14-та година, како се негова традицијата на културата, литературата, пишаниот збор, многу поети поминаа низ општината. Сега, оваа година има малку изменета програма од 5 дена, каде што во делот ќе биде промоција, односно стапување на време на најмладите автори, тоа се 10 млади автори со 10 своји книги и би сакал да ги поканам сите љубители на поетскиот збор да повелат во Домот на култура, ќе се изненадат од убавите пишани зборови. Така, оваа година ова манифестација за прв пат се организира во Домот на култура Илинден. Така, во новиот Дом на култура Илинден, каде што имаме одлични услови и во делот на манифестацијата ќе биде промоција и на уште една книга, уште еден интересен наслов од господинот Ванчо Ѓорѓиев, ВМРО 1893-1903, поглед низ документи. Интересен наслов, интересна содржина и од професор Ванчо Ѓорѓиев, промотор ќе биде професор доктор Далибор Јовановски. 28 мај во вторник ќе биде промоцијата на оваа книга. Целта ни е во рамките на манифестацијата да можеме да промовираме и повеќе изданија, нови изданија. Оваа година ќе промовираме вкупно 12 наслови, 10 од млади автори и 2 наслова кои што сметаме дека се актуелни не само во Македонија во моментов, туку и во светот. Едната е од Ванчо Ѓорѓиев ВМРО 1893-1903 преглед низ документи и втората е од најчитаниот американски автор. Книгата се вика И планините од Екна од Халид Хосеин. Најчитан и најтиражен во моментот
А исто така би сакал да истакнам дека од американскиот автор и во светот се вршат промоции на неговата најтиражна книга. Еве и кај нас во Македонија, тоа ќе биде во општина Илинден. Драго ми е што овие промоции се први и просторот го отстапуваме во Домот на култура, културен објект кој што издвоивме финанси во изминатиот период токму за оваа намена. Така, ќе се стремите ли вие како општина Илинден да ја поддржите оваа акција и да биде традиционална секоја година пред одржувањето на литературната манифестација Илинден 2013, значи овие денови на книга традиционално секоја година да се одржуваат во рамки на манифестацијата? Денови на книгата прв пат оваа година се одржуваат 5 дена во општина Илинден. Инаку целта е да прерасне во традиционална, затоа што во претходните 7 години од манифестацијата Подарете книга за Великденско јајце, символ на Христовото воскресение, успеавме од донатори да собереме нешто повеќе од 23.000 книги. Овие 23.000 книги природно побараа нов простор за да можеме да ја приближиме книгата кон сите граѓани и љубители на книгата. И дополнително во Домот на култура затоа и ги се создаде услов за промоција или денови на книгата. Целта ни е секоја година да овозможиме пристап, да ги промовираме новите наслови и изданија. Во тоа ни помагаат голем број на компании, издавачки куќи, институции. Можам да истакнам дека сите преводи од владиниот проект се наоѓаат во општинската библиотека и веќе може студентите да ги користат, да го користат и просторот за учење, за читање во читалната која што има во рамките на општинската библиотека. И би сакал да истакнам дека за зачленување на првите 200 сланарината е бесплатна, обезбедена од страна на општината. Затоа ги поканувам сите љубители да ја посетат општинската библиотека и ќе се изненадат колку содржини има во неа. Така, значи општинската библиотека, како што споменавте предходно, беше отворена пред неколку дена и тоа со над 10.000 наслови. За првите 200 ќе биде членарината бесплатна, а кои се другите поволности кои што ќе ги имаат членовите и љубителите на пишаниот збор во првата општинска библиотека во Илинден? Имат одлични услови за земање книга, читање на книга, користење на книга и дома. Исто така имаат бесплатен пристап на интернет, имаат и опрема, значи се она што има одлични услови за да може да се стекне со знаење. Тоа ни е крајната цел, образованието, знаењето, културата, да ја издигнеме на едно високо ниво со овозможување на знаење, затоа што знаењето е нешто што секогаш води кон прогрес и му дава сигурност на секој поединец, средината и во општината, во локалната заедница. Знаењето понатаму надоградено со практика дава можност за брзо вработување и на крајот за подобрување на условите за живење. Тоа е нашата крајна цел во локалната самоуправа, како да овозможиме подобри услови и поквалитетен живот на граѓаните. Така, овие активности кои што ги презема општина Илинден во делот на културата пред се литературната манифестација Илинден 2013, значи е пред се од голямо значење не само за општина Илинден, туку и за Република Македонија. Јас ви посакувам голем успех и вас само за крај во гостувањето на Урбаните вести, една порака до сите жители не само на општина Илинден и пошироко за литературната манифестација Илинден 2013. Да, искрена благодарност на сите што ја поддржуваат манифестацијата, на сите граѓани кои што досега дадоа огромен придонес за да се развие културата и во придонес во образованието. Секако дека изградбата на капиталните објекти од сферата на културата дава можности за користење и можности за афирмација на општината. Тука граѓанското учество беше незаменливо, бидејќи дефинираните проблеми и дефинираниот проект изградба на Дом на култура како приоритет го овозможи сето ова.
И сега наше е да го надградуваме секогаш, да овозможиме простор за користење на стручна литература, простор за користење на и останата литература во рамките на Домот на култура, а секако со поддршка на голем број на институции и граѓани. Ви благодарам многу за денешното гостување во вестите. Ви благодарам. Почитувани гледачи, останете со нас, продолжуваме со останатите содржини во урбаните вести. Проектот за реконструкција на базенот Младост му донесе светски позната награда за енергетска ефикасност. Со реконструкцијата намалено испарувањето на водата за 25%, а трошоците за осветлување се сведени на 70% помала потрошувачка. Елисабета Дамјановска. Базенот Младост, кој што минатата година беше повторно отворен по временото затварање поради реконструкција, доби светски позната награда за енергетска ефикасност од фондацијата Energy Globe. Наградата е доделена за проектот за реконструкција на базенот Младост, кој се наоѓа во рамките на спортскиот центар Борис Трајковски. Ова признание на компанијата Ineffect го доделија австрискиот амбасадор во Македонија Томас Михаел Бајер и Герхард Шлател, трговски аташе на Австрија во земјава. Како што дознаваме, проектот за најмодерна енергетска техника донесол заштеда од 70%, намалено е испарувањето на водата за 25%, трошоците за осветление за 70%, а за чистење се троши далеку помалку вода од што порано, но исто така и хлор. А за загревање на водата се користи соларна енергија. Работното време за рекреативно капење од понеделник до сабота е во 2 смени, од 9 до 17 часот и од 22 до 24 часот, а во недела е отворен преку целиот ден, односно од 9 до 24 часот. Базенот Младост е само дел од збогатената рекреативна понуда за ова лето. Освен таму, скопјани летова ќе се разладуваат и во базенот Бисер, попознат како воен базен, а тука е олимпискиот базен. Ова лето туристичката понуда ќе ја збогати и аквапаркот, чие што отварање е најавено за почетокот на летото. Во продолжение на урбаните вести, информирајте се за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Целовечерен концерт на Петруш Петрушевски на контрабас и Едита Хаджи Хамза на пијано во организација на Сојузот на музички уметници на Македонија се изведува вечерва од 20 часот во музеј на град Скопје. Представата Солунски петарди од Миле Поповски во режија на Кола Ангеловски се изведува вечерва од 20 часот во Драмскиот театар. Во режија на Наташа Поплавска вечерва во Македонскиот народен театар од 20 часот се игра представата Господја министерка од Бранислав Нушиќ. Во градското кино Милениум имате можност да го погледнете 3D филмот од Звездени патеки во мрак во термин од 20 часот, а од 22:30 минути се прикажува филмот Големиот Гетсби. На репертоарот на кино Рамстор во термин од 22 часот во сала 1 се наоѓа 3D филмот Звездени патеки во мрак, додека пак во салата 2 во термин од 20 часот и 22 часот филм 43. Во Музеот на современа уметност до 31 мај имате можност да погледнете изложбата на Хенри Мур графичарот. Изборот на уметничките дела за оваа изложба на современа уметност е направена од Дейвид Миченсон од колекцијата на Британски совет. Еве што следува понатаму во вестите. Кошаркарите на МЗТ Скопје аеродром ја освоја втората титула во клупската историја шампион на Македонија во кошарка. Кошаркарите на МЗТ Скопје аеродром ја освоја втората титула во клупската историја шампион на Македонија во кошарка. Со 4:0 во победи во финалето беа подобри од Кожув. Спортските вести ги гледате веднаш по рекламите.